Помеѓу кандидат на БЕСА и на ДУИ, СДСМ одлучи да биде со ДУИ. По предлогот на тројката СДСМ, ДУИ и Алијанса на албанците, кој денеска беше доставен во Собранието на Република Македонија и јавно соопштен, Талат Џафери да биде кандидат за председател на Собранието на Република Македонија, Движењето БЕСА ја информира јавноста дека нема да ја поддржи оваа кандидатура, бидејќи смета дека таа е наметната за нас. Всушност, како што веќе сме најавиле претходно, ние сме имале наш предлог кандидат со кредибилитет и без корупција, криминалност и прекршување на закон, и ова го направивме во име на перспективата на земјата и на реформските и интеграцијските процеси. Но нашиот предлог не беше земен во предвид од горе наведената тројка. Ова значи дека помеѓу кандидат на БЕСА и на ДУИ, СДСМ одлучи да биде со ДУИ. Затоа не можеме да не истакнеме дека според една албанска поговорка која вели денот по утрото се познава, денес конечно падна маските за една реформска епоха, под наводници се разбира, за уривање на режим, исто така под наводници, и за смена на курсот на земјата, исто така под наводници. Бившиот министер на Никола Груевски, осуден заради закана по смртна службено лице во 2008 година, министерот кој, злоупотребувајќи службената должност, даваше хонорари по своја желба, за што доби сериозни забелешки и од антикорупцијска комисија, денес се предлага да биде прв човек што ќе остави белег на една реформска влада. Ако вака започнуваат реформите, тогаш можеме да се согласиме дека имаме погрешна и различна перцепција за поимот реформа. Ако со ДУИ започнува првата алка на реформите, тогаш ви благодариме, ама ние не сме за такви реформи. Партијата што 10 години поред му служеше на Никола Груевски и заедно со него се главните виновници за оваа криза, кои зад себе оставија монтирани политички процеси, сиромаштија, иселувања, оддалечување од евроинтеграцијските процеси, Скопје 2014 и други поред, не може да донесе реформи. Ако ние и при тоа веруваме дека тие можат да бидат реформаторите, ова значи, ама баш иш не си веруваме во самите себе си. Затоа нагласуваме дека ние остануваме посветени во реформската агенда на земјата и на евроатлантскиот курс на Македонија за имплементација на заедничката декларација на албанските политички партии, а посебно за имплементација на нашата платформа редефинирање. Цврсто убедени дека таа е единствената агенда што овозможува Македонија да биде рамноправна, демократска, функционална и развиена држава. Благодарам. Видите, Движењето БЕСА не личи на другите политички партии. Ние сакаме да комуницираме со сите политички партии, тука сме во највисокиот представителен дом на граѓаните и во интерес на државата, на граѓаните, на албанците ќе комуницираме со сите. Но нема да ги поминеме нашите црвени линии, нашите интереси, кога сме убедени и уверени дека нашиот пат кој ние го нудиме е најдобриот, најзначајниот и единствениот можен како да се дојде до таква Македонија, како што реков, равноправна, развиена и функционална држава. Не ги повлекуваме подписите. Ние и натаму остануваме на процесот. Ние сакаме државата да оди понатаму, да се формираат сите органи, да има мандатар, да има влада, но за нас е битен процесот. Ние тој процес ќе го поддржуваме, но ние како политичка партија, значи кога денес на првиот тест СДСМ има избор помеѓу член на БЕСА и на ДУИ, они избираат да бидат со Талат Џафери, ние мислиме и убедени сме дека тоа е знак за сите граѓани на Македонија дека остануваме на истиот курс, со истите луѓе, со сите работи што ги спомнав пред малку. Убедени сме дека нема никаква промена да има во државата. И затоа, значи, го објаснуваме и го кажуваме ова пред вас денеска.
имавме, не беше важно кој е нашиот кандидат, значи сакавме да биде наш кандидат. Ако има усогласување од сите нив, тогаш ние ќе излеземе со најможниот добар кандидат што го имаме. Гледате ли за социјална ситуација? Собранието што се случува денес? Па одговорноста најголема за ова што се случува овој театар денеска го имаат најголемите политички партии. Ние со тоа што го имаме да го понудиме, го правиме секојдневно и ќе продолжиме да го правиме секогаш. Се гледа дека има две различни желби. Една да се направи влада и друга да се блокира. Да видиме сега кој ќе попушти од нив. Секако ние остануваме на тоа дека треба што побрзо земјата да излезе од криза, да се состават сите институции во државата и полека за сите граѓани да почне да се разрешува кризата. Доволите? Официјално дури СДСМ кажа дека се коалициони партнери дека ќе бидат дел од новата влада. Но значи ли тоа дали што Брисан ќе биде ставен во дел од таа влада? По првите нивни постапки се гледа дека си го нашле они партнерот. Ако ние бидеме во можност и ни се даде можност, шанса да помогнеме, ќе помогнеме, но рековме по утрото денот се познава. Ако тие мислат дека со ДУИ може да направат стабилна влада и реформска, тогаш јас сум убеден дека тешко се излажале. Но сепак нашиот став е дека тоа е хипотетичко прашање, нека се земе мандатот да видиме кои ќе бидат постапките.